Овој верски храм, кој се наоѓа во типската населба, а го изградија верниците со поддршка на локалната самоуправа, живее, посетене, го сакаат и веруваат во неговата моќ. Жителите кои тука непосредно до нивните домови ја имаат Божјата куќа, посветена на светиот цар Константин и неговата мајка Елена. Ова е нова црква, али стартува со многу убав почеток и сакам и понатаму да продолжи и да се шири христијанството. Што имаме близко црква и многу ни е убаво. Зашо ни е близко? Добро е поблиску. Секој може да дојде да си запали свеќа, нарочно на овој празник и да продолжи традицијата. И Господи, крстовиот знак пред мене, а ја по тебе. Каде и да одите, крстниот знак ни е многу заштитник на сите наши. Царот Константин Велики и неговата мајка, царицата Елена, за нивните заслуги во признавањето и ширењето на христијанството, Светата црква ги прогласила за светители и рамно апостолни. Денеска се горе светители, познавајќи, видувајќи го крстот, али не треба ние да чекаме да видиме чудо од небото, него да го имаме крстов во себе со љубов, смирение и дури према непријателите. Цар Константин покажал љубов према Максенција, али тој крволожник бил против христијаните и така натаму. Значи, важното го покажал примерот каков треба да биде верникот во православната црква. Сакајте ги и непријателите своји и имајте љубов према нив, сега секогаш во вечни векови. На православните христијани, градоначалникот Маријан Ристевски им го честита празникот, истакнувајќи дека ќе започне изградба на уште неколку помали црковни храмови во населбите Сточен пазар, Жабино мало, Тризла и Марино мало. На овој празник му посакувам здравје, среќа, успех, а ние и понатаму да продолжиме со реализација на вакви преубави проекти како што излезе и овој прекрасен храм посветен на Елена и Константин во населбата Типски куќи. Му се заблагодарувам на управниот одбор и на сите граѓани и бизнис секторот кои помогнаа во изградбата на овој храм. Една од нив е при крај, тоа е црквата Свети Пантелеимон, која забрзо ќе биде осветена во кругот на болницата Бурка Талески. Другата исто така е во тек на изградба, до крајот на годината ќе биде осветена. Тоа е црквата Свети Наум Охридски во близина на спортската сала Македонија и секако изградбата на преубавиот плоштад во преубавата црква која се гради во населбата Точила, тоа е Света Петка. Празнувањето предизвика радост и за годинешниот и домаќинот кој ќе биде в година. Да се биде домаќин е едно прекрасно чувство, да се поканат голем број на луѓе, да се присуствува на ваков торжествено прославување на големиот празник Света Елена и Константин. И посакувам да ова се претвори голема традиција и се повеќе се зголеми бројот на верници во црквата и присуството нивно овдека. Ми сме биле два пати домаќини на Свети Јован во Слепче и Света Петка и по трет пат, како што е традицијава, како што налага, по трет пат сме слушале дека е убаво и сакаме. Посебно сме срекли што овдека е, што во нашава населба што имаме храм и едноставно не е чест и задоволство да бидеме. Прилеп како традиционален православен град по еден век доби голем црковен храм во Точила, покрај неколкуте помали параклиси и цркви во населбите.